Според вице-премиерот, кој што се наоѓа во Вашингтон за време на молитвениот поедок, Македонија може да стане 29-та членка на Европската унија. Би рекол да. Но предупредува. Главното прашање пред кое што исправена Македонија е како да се измени статус кво ситуацијата од 2009-та. Земјата веќе нанижа 6 препораки за почеток на преговори со Унијата, но не е дел од неа. Токму тоа не е одржливо на долг рок, рече Бесим, истакна дека проблемот со името е билатерален, но импликациите се мултилатерални, при што ја нагласи неопходноста да се постави временска рамка за решение затоа што процесот не може да трае бесконечно. Одложувањето на членството значи дека имплементирањето на европските вредности ќе чека на подобри времиња, што според Бесими создава фрустрираност и меѓу етничките македонци и етничките албанци. За Бесими корист од решението за името нема да има само Македонија. Без решение, ако регионот се остави без перспективата за НАТО и за Европската унија, на Грција нема да ја биде подобро. Грција може да игра улога на предводник на регионот за овие процеси на Балканот. Тоа ќе биде победоносна формула за сите. За последните политички настани од викендот, што ја потресува македонската јавност кога премиерот Никола Груевски го обвини лидерот на СДСМ Зоран Заев за уцена и соработка со странска разузнавачка служба, Бесим изрази резервираност, но даде поддршка на институциите на системот. Рече, ваквите настани не создаваат добар имидж на земјата и ги избунуваат инвеститорите. Важно е институциите во оваа фаза да покажат кредибилитет, демократски капацитет, а судството да покаже транспарентност, ефикасност, професионалност и независност. Вице-премиерот Фатмир Бесими рече дека во Македонија за влез во НАТО и Европската унија има 90% поддршка. Меѓутоа предупреди дека таа опаѓа од година за година поради фрустрираноста на граѓаните, зашто се уште нема решение за името. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Вашингтон.